Ве поздравувам, браќа и сестри, и ве посакувам Божи благослов. Продолжуваме со вториот дел од темата од минатата сабота, борба и триумф. Некој од вас ме праша дали береткава ја купив во Соединетите Американски држави, бидејќи личи за таква. Би сакал, ако случајно некој друг се прашувал за тоа, без да му одговорам лично, не. Ја купив од тука, од една скопска антикварница, каде што случајно барав сребрени садови, сребрени чаши поточно. Причината зашто баш неа ја избрав е што на неа се наоѓа еден многу чуден символ. Имено Соединетите Американски држави, кратенката за државата, и под неа црвена комунистичка петокрака. Јас не знам дали сте виделе вакво нешто некаде. Сигурно сте виделе петокраки на американски знамења, символи, авиони, воени и така натаму. Меѓутоа, дали сте виделе црвена комунистичка петокрака поврзана со Соединетите Американски држави, како символ на Соединетите Американски држави? Јас не сум видел. Не велам дека не постои, меѓутоа е многу невообичаено. Сега, зашто па тоа го избрав? Бидејќи тој символ, Америка поврзана со црвена комунистичка петокрака, во превод значи дека Америка е вториот антихрист. Нема да трошам време на објаснувањето зашто е тоа така. Меѓутоа, ако Америка е вториот антихрист, тоа значи дека е вториот звер, и тоа е досега, ако не е единствената, барем најочигледната, најголемата потврда на исполнето пророштво, исполнето предвидување, кое што како пророштво било дадено од еден адвентист по име Џон Невинс Ендрюс. Во Откровението 15 глава стојат запишани зборовите кои што често пати сум ги читал од ова место, а и сега би сакал да ги прочитам уште еднаш. Откровение 15 глава. Апостол Јован вели: и видов друг знак на небото, голем и чуден, 7 ангели што ги држаја 7 последни казни, зашто со нив ќе се заврши Божиот гнев. И видов нешто како стаклено море, измешано со оган. И оние што го победија зверот и неговиот лик, неговиот жик и бројот на неговото име, стоеја на тоа стаклено море и имаа харфи Божии. И ја пеја песната на Мојсей, Божиот слуга, и песната на јагнето, велејки: големи и чудесни се делата Твои, Господи Боже Седржителе. Праведни се и вистините Твоите патишта, царе на народите. Нема да читаме понатаму. Битен е вториот стих. Апостол Јован вели дека на стакленото море ги видел и оние кои што го победија зверот и неговиот лик. Кој представува зверот во библиските пророштва? Знаеме или не знаеме? А кој представува неговиот лик, ликот на зверот? Дали тоа знаеме? Дали барем тоа знаеме?
Кој представува зверот, за кој што е речено во 13 глава, дека правеше големи чуда, па дури и оган се мнуваше од небото на земјата пред луѓето, ја извршува сета власт на првиот звер во негово присуство и ја присилува целата земја и жителите неизини да му се поклонат на првиот звер, чија смртна рана се беше исцелила, и ги мамеше земните жители со чудата што му беа дадени да ги врши пред зверот. Значи, сето ова го прави вториот звер, сето ова го прави неговиот лик. И дори се вели и ќе направи да бидат обиени оние што нема да му се поклонат, да се поклонат пред ликот на зверот, и ќе направи на сите мали и големи, богати, сиромашни, слободни и робови да им се стави жик на десната рака или на челата нивни, та никој да не може ни да купува, ниту да продава, освен оние што го имаат тој жик или името на зверот, или бројот на името негово. Кој е тој што ги врши овие услуги на првиот звер? Дали тоа знаем? Денеска, ако излезете било каде на улица и било кој човек, дури и атеист, значи, и да го прашате кој е светски полицаец, што ќе ви одговори? Америка. Дали овие зборови одговараат на Америка? Економско ембарго, светски полицаец, ја врши сета власт на првиот звер, ја пресилува целата земја, незините жители. Личи на Америка. Дали денес постои некоја друга светска сила која што го прави ова? Меѓутоа, во времето на Ендрюс, Америка била толку силна, што била рамноправен противник на индијанските племиња, со кои што се уште војувала за контрола на својата територија. Значи, во тоа време, не сега, во тоа време, еден адвентист рекол дека Америка е вториот звер. Америка е светскиот полицаец. Америка ќе ги врши услугите на антихристот. Многу невообичаено. Во тоа време Америка била протестантска земја, во која што со одвратност се зборувало и се мислело, очекај самиот народ, со одвратност се зборувало и се мислело за папството, за Ватикан, за католицизмот воопшто. Можете да прочитате, се разбира, не ви препорачувам тоа да го читате, немате ни време, нито е многу корисно, но познатиот американски писател Теодор Драйзер има напишано и една автобиографска книга. Тој во Америка се родил во семејство на католици. На татко му бил многу лојален католик, дури многу фанатичен католик. И тој зборува за времето во кое што на католиците се гледало со голем презир од страна на другите американци, од мнозинството американци. И до тој степен што дури властите морале да интервенираат и да ги опоменат сите јавни, сите професори, сите наставници по училишта, основни, средни и така натаму, да не зборуваат ништо против католиците, против католицизмот, за да со тоа не се соблазнат учениците или граѓаните воопшто од католичка вероисповед, кои што биле малцинство. И се уште се малцинство во Америка, иако тоа малцинство многу се зголеми со нелегалната емиграција во последно време од јужните земји. Како и да е, да земеме период 100 години подоцна, во времето на
првиот католички претседател на Америка Кенеди, кој што кога станал претседател морал да ја уверува американската јавност дека иако е римокатолик, тој нема да го слуша папата. Зошто морал да го кажува тоа во една секуларна држава? Зошто морал да дава такви изјави? Што било битно дали е католик или е од некое друго потекло? Или дека неговото потекло од некоја друга вероисповед? Било битно, бидејќи со тоа се покажува какво било расположението на самата американска јавност 100 години после Ендрюс. Било против католиците. Неговиот наследник и еден од организаторите на неговото убиство, значи Линдон Џонсон, како претседател, значи кој од кој масони сте расипани, водат сметка за расположението на американската јавност кон католицизмот. Значи, кога било тогаш предложено во времето на Линдон Џонсон 60-тите години, папата да ја посети Америка, до тогаш никој ја немал посетено од Ватикан, Линдон Џонсон рекол дека не е се уште време, затоа што американската јавност е негативно расположена против. Значи, во врска со една таква посета. 1960-тите години. Значи, стои 10 години после Ендрюс, од прилика. Но Америка барем била светска сила, иако се уште не е единствената. Престои и сега веќе 60 години, еден адвентист кажал дека Америка ќе биде вториот звер, Америка ќе биде единствената светска сила, која што ќе извршува власта над зверот. Америка ќе биде таа за која што се зборува во Откровение 13 глава и во сите други глави кај што се споменува ликот над зверот или вториот звер. И тоа било кажано во време кога Америка не била светска сила, туку била по воена сила рамноправен противник на индијанските племиња, со кои што се уште војувало. Во време кога и 100 години после тоа, се уште, американската јавност била негативно настроена против, значи, Ватикан, против римокатолицизмот, против католиците дори воопшто. Во време кога изгледало ненормално да се зборува дека Америка ќе биде тоа што во суштина е спротивност на она за што таа од секогаш себе си се промовирала, дека наводно представува символ на слобода, символ на секуларизам, одвоеност на црквата од државата. И од секогаш била посакувана како таква од страна на многу народи, имигранти, кои што доаѓаат од Стариот свет, од земји во кои што не постоела таква слобода, ниту верска, ниту политичка слобода. Со други зборови, да се каже во средината на 19. век дека Америка ќе биде вториот звер, дека Америка ќе ја врши власта над зверот, ќе го наметнува жигот на зверот по целиот свет, било по-ненормално, изгледало по-глупово да се тврди такво нешто, од глупавото тврдење на Јеховините сведоци, например, дека Исус дошол на земјата 1914 година. Па сепак тоа денеска се остварило. Затоа слично една моја проповед од пред 10 години, која што е некаде забележена како аудио снимка во архивите на брат Данил, би сакал уште еднаш, во контекст на зборовите од Откровението што ги прочитав, да му оддадам чест на Џон Невинс Ендрюс, еден адвентист, чие што толкување на пророштвото до ден денес, денешното време покажало дека се остварило 100%, а е на добар пат да се остварува и понатаму.
Да се вратиме на нашиот стих во 15 глава. Уште еднаш ке речем, апостол Јован на стакленото море ги видел оние кои што го победија ѕверот и неговиот лик, неговиот жик и бројот на неговото име. Кои се тие? Очигледно се луѓе од последното време. Луѓе кои што живеат во времето на ѕверот, во времето на вториот ѕвер, на неговиот лик, во времето на наметнувањето на неговиот жик по целиот свет. И за нив е речено дека ги победиле и ձверот, и неговиот лик, и неговиот жик, и бројот на неговото име. Како тоа ги победиле? Ако денеска се каже дека некои луѓе, или некоја класа, или некоја заедница на луѓе, некоја група, војувала и го победила НАТО пактот, тогаш како, што би си замислиле за тие луѓе? Кои се тие луѓе? Ако успеале да војуваат и да го победат НАТО пактот, например. Тогаш какви се тие луѓе? Дали се тие луѓе по голема воена сила од НАТО пактот? Дали се тие луѓе по голема воена сила од двата ձвера? Дали се тоа луѓе кои што војуваат со оружје? Ова прашање е инако актуелно. Знаете, постојат адвентисти во Америка кои што веруваат дека треба да се купува и да се собира оружје. И дека во времето на неволите ќе треба да се употреби тоа оружје против ձверот, против државата и воопшто. Постојат и такви адвентисти. Постојат разни независни групи кои што веруваат едно или веруваат друго. Меѓутоа, дали апостол Јован видел луѓе кои што ќе стојат на стакленото море затоа што со оружје војувале и го победиле НАТО пактот? На кој начин го победиле? Со што војувале? Брат Борче вели со крвта на јагнето, бидејќи така пишува во Откровение 12 глава. Меѓутоа, таму во Откровение 12 глава се вели дека со крвта на јагнето го победиле опаѓачот, клеветникот, го победиле старата змија, сатаната. Него можеме да го победиме со крвта на јагнето. Можеме да се одбраниме од неговите клевети, од неговите напади, од неговите обвинувања со крвта на јагнето. Тоа е единствената одбрана. Не можеме пред него да докажеме дека не сме ги направиле тие и тие гревови, дека не сме кажале, помислиле и направиле тоа и тоа. Затоа единствената одбрана е крвта на јагнето. Меѓутоа, можете ли со крвта на јагнето да војувате против земските сили? Против двата ձвера? Против новиот светски поредок? Против економското ембарго? Може ли крвта на јагнето да ве храни тогаш кога нема да може да купувате или да продавате? Може ли крвта на јагнето да ви даде победа против земски војски, земски полиции,
Против месо и крв, со други зборови. Против човечка сила. Може ли не може? Како тогаш може? Како може крвта на јагнето да ви помогне кога имате работа со земски непријател? Со луѓе. Тоа е интересно прашање. За да одговориме на ова прашање, ќе се подсетиме на текстот што е запишен во Откровение 13 глава. Уште еднаш ќе се подсетиме што е сето тоа, што го врши вториот звер, како услуга на првиот. Дванесетиот стих вели, тој ја извршува сета власт на првиот звер во негово присуство. Тој ја присилува целата земја и жителите нејзини да му се поклонат на првиот звер. Значи, принудно поклонение. Овде гледаме дека вториот звер има власт и тој ја присилува целата земја и нејзините жители да му се поклонат на првиот звер. Како може со крвта на јагнето да ги победите овие работи? Тоа е прашање за размислување. Што вели понатаму? Правеше големи чуда, па и оган се мнуваше на небото од небото на земјата пред луѓето, ги мамеше земните жители. 15-тиот стих вели, ќе направи да бидете убиени оние што нема да се поклонат пред ликот на зверот. И потоа ќе направи на сите мали, големи, богати, сиромаси, слободни и робови да им се стави жик на десната рака или на челата нивни, та никој да не може ни да купува, ниту да продава, освен оние што ги имаат тој жик или името негово на зверот или бројот на името негово. Значи, овде се зборува за вистинска сила, вистинска земска власт, вистинско принудување, присилување од страна на државата, да правите нешто и вистински пример на економско ембарго. Да бидат убиени оние што нема да се поклонат на предликот на зверот и да не може да купуваат нито да продаваат оние што го немаат неговиот жик. Како може крвта на јагнето да ви даде победа против овие сили? Дали сте размислували? Дали во Библијата имаме примери на вакви искушенија за Божиот народ во минатото? Имаме примери? На кој начин Божиот народ бил избавен од вакви ситуации? Значи со Божијата сила. Имаме многу примери каде што на Божиот народ му се заканувала смрт. Така? Пример, читавме неодамна за Естира, Мардохеј. Израел бил еден куп пати и предходно во ситуација да зависи само од Божјата сила против инвазија на туги пагански војски. Едноставно, ако почнеме да ги набројуваме, би ни одзело многу време.
Да се сетиме само како на највпечатлив пример случајот со Асирија, Сенахирим и царот Језекија во времето на пророкот Исаија. Дали се сеќавате на некој случај на економска криза за Божиот народ? Како? Египет? Дали тука Божјата сила интервенирала? Или на кој начин пророкот Илија бил хранет? Кога немало што да јаде, кога било суша и глад по целата израелска земја? Сето тоа е Божја сила. Сите тие интервенции и во Стариот Завет, и во денешно време, и во блиска иднина, сето тоа е Божја сила. Дали Божјата сила, што вака се манифестира, има врска со крвта на јагнето? Значи, кога Библијата вели дека со крвта на јагнето ќе победите, што тоа значи? Што треба вие да направите за да победите со крвта на јагнето? Зошто сите луѓе не победат со крвта на јагнето? Зошто еден куп, дури повеќето ќе го примат жигот на зверот, ќе се поклонат на неговиот лик? Значи, не треба нешто вие да направите. Значи, крвта на јагнето не е некој предмет што можеме да го земеме и да се вооружиме со него, материјално, физички. Меѓутоа, во Библијата ни е дадено како средство за победа во оваа голема војна. Некој од вас спомна вера, слушна. Тоа е точен одговор. Меѓутоа, што е тоа вера? Многу пати кажав од ова место, вера не е вероисповед. Вероисповедта е само мртва вера. Освен тогаш кога првпат се пројавува и тоа во услови на прогонство. Пример, ако среде Иран почнете да проповедате, ако сте биле муслиман, да речеме, и сега го запознаете Христа, поверувате, се обратите среде Техеран и таа прва љубов ве натера да громогласно да зборувате за Христа, тоа е вера. Таа ваша исповед среде Техеран, ако сте биле муслиман, е вера во тоа ситуација. Меѓутоа, среде Њујорк да го правите тоа е само вероисповед, односно мртва вера. Дали ја разбирате разликата? Таму каде што е слободно, таму каде што е дури популарно тоа да се прави, таму каде што е тоа во мода да се прави, тоа не е вера. Но тоа е вероисповед. Тоа е проповед. Но тоа не е вера. Што е верата според Библијата? Тврдо што? Ајде да го почитаме ние тој стих. Евреите 11 глава. Послание до Евреите 11 глава. Овој превод вели, верата е подлога за увереноста во она на кое се надеваме, убеденост во она што не се гледа. Некој од вас го цитира Вук Караджич со тврдо чекање, тврда увереност Константинов. Што значи тоа тврда увереност, убеденост? И сега,
може би, за сите нас кои што не би го сватиле ова што се кажува во првиот стих, за да покаже сега на што мисли апостол Павле, кога ова го кажува, кога ја дава оваа дефиниција за верата, што прави тој во целата ова преостаната глава? Дава примери на вера. И кои се тие примери? Почнува од Авел. Пошто е познат Авел? По тоа што бил првиот маченик на оваа земја. По тоа што бил првата жртва заради верата. Првиот што загинал заради верата, значи бил маченик. Меѓутоа, Авел. Не, цело време Авел реков. Извинете ако не се слушна. Аврам реков, можно? Снимката ќе потврди. Знаете, сега не може да се вадите кога нешто ќе кажете или тврдите дека не сте кажали. Снимката ќе потврди. Затоа и јас се повлекувам, не се правам паметен. Ако сум рекол Аврам сум рекол. Авел, мислев на Авел. Но ајде кога веќе го спомнавме Аврам, да се префрлиме на него. Значи мислиш првиот пат кажав ова. Со вера Аврам кога беше повикан, послуша да појде во местото што требаше да го добие во наследство и тргна не знаејќи каде да оди. Дали ова вера? Значи, напуштите го вашиот дом, напуштите вашата работа и тргнете кај што јас ќе ви покажам. А однапред не знаете ништо, никакви гаранции, никакви ветувања, ништо. Ќе го направите тоа? Што ќе мислат останатите за вас ако го направите тоа? На културен начин кажано, голема будала. Со вера се всели Аврам во ветрената земја. Со вера Сара, неговата жена, доби сила да зачне. Тоа беше толку неверојатно што самите Аврам и Сара се подсмевнува на таквата ситуација. И отако набраја еден куп примери како со вера се случиле многу работи кои што барат огромна сила за да се случат, ѕидови да паднат, мориња да се отворат. Значи нешто што и човечка сила не може да го направи. Во 32 стих апостол Павле вели: и што уште да кажам, с други зборови, зарем треба уште да се набројува, зарем треба уште да се зборува. И сега наведува, откако спомнува уште неколку имиња за кои што не кажал конкретни примери од нивниот живот, само ги спомнува како имиња. 33 стих вели: преку вера победија, што? Преку вера победија царства. Ова не носи близко до откровението, до нашето првобитно прашање. Преку вера победија царства. Што представува зверот и неговиот лик во последното време? Новиот светски поредок? Царство? Единствената светска влада? Царство? Значи, кој е тој што ги победува царствата? Што ги крши? Божјата сила. Но зошто Божјата сила ќе ги штити оние што ги победиле царствата преку вера?
Дали затоа што се тие подобри од другите луѓе? Зошто крвта на јагнето нив ги покрива, а не ги покрива другите? Дали знаете што значи на еврејски зборот покрива? Давид рекол во 32-иот псалм, блажени се оние чии беззаконие се покриени. Еврејскиот збор кафар, за покривање, е истиот збор што се користи за помирувањето. На денот на помирувањето, еврејскиот првосвещеник правел кафар, вели. Затоа се вели Јом Кипур, како именка кафар, станува Кипур, или Хакипурим, ден на помирувањето. Буквално значи на покривањето. Значи, крвта на јагнето или сенката на Севишниот, закрилата на Севишниот, да ве покрие во време на неволја, во време на криза, значи вие да сте помирени со Бога. Се замислите, ова е неверојатно. На кој начин ќе ги победите Соединетите Американски држави, на кој начин ќе станете победници над зверот, над антихристот, над новиот светски поредок и над сите економски ембарга што тие ќе ги наметнат, и над сите смртни казни со кои што тие ќе ви се заканат, ако со вера во крвта на јагнето биете помирени со Бога. Единствениот начин е тоа. Ако бидете помирени со Бога. Значи, да ја добиете таа војна, а тоа е буквална војна, буквално ќе се кренат луѓе со оружје против вас, буквално ќе ви биде забрането да купувате и да продавате, на такви буквални физички неволи, вие ќе победите со нешто што значи мир. Не со војна, туку со мир. Меѓутоа мир кон Бога. Ако бидете помирени со Бога. Единствената ваша слабост, што ќе биде сила за непријателот во тоа време, е ако имате некој непокајан и непростен греф. Единствената слабост и единствената сила на непријателот во тоа време ќе биде таа. Зошто? Бидејќи ако имате непокајан и непростен греф, значи не сте измирени со Бога. А ако не сте измирени со Бога, значи дека крвта на јагнето вас не ве покрива. А тоа значи дека Божјата сила во тоа време вас нема да ве заштити. Еве е врската помеѓу духовното оружје, силата, верата, силата Божја, верата, крвта на јагнето и буквалната, вистинската војна, вистинското ембарго, вистинските физички неволи што ќе дојдат врз Божиот народ. Во тоа време единственото оружје, единствената сила е верата, помирувањето и крвта на јагнето. Дали сте вие убедени дека вашите греови се простени? Дали сте измирени со Бога? Или помирени? Како секој еден од вас се чувствува во моментов? Дали постат некои работи за кои што уште не расчистил или очекува во блиска иднина да ги расчисти, да ги победи и да биде целосно помирен со Бога? Или веќе сега се чувствува помирен, измирен, простен?
Во тоа време, луѓето нема да не прашуваат, во времето на криза, големи неволи, во времето на огромното искушение, дали да го прифатиме жигот на зверот или не. Единственото што ќе ни даде сила да се спротивставиме, значи, што нам ќе ни даде сила да се спротивставиме, да не подклекме, да не попуштиме, ќе биде тоа. Каква е нашата духовна состојба? Дали сме измирени со Бога? Дали сме се покајале за секој греф? Тоа ќе биде агонијата низ која што ќе поминува Божиот народ во тоа време. Дали постои некој греф? Некоја непобедена слабост? Дали сме целосно измирени со Бога? И тоа може да се случи веќе утре. Не чекајќи го зверот или жигот на зверот или не знам што. Било кое искушение заради вашата вера утре да се случи, како ќе постапите во таа ситуација зависи од тоа дали сте измирени со Бога. Ќе зависи од тоа каква е вашата вера во тој момент. Не каква била во минатото, какви искуства сте имале во минатото, туку каква е вашата вера во тој момент. Дали сте измирени со Бога. На крај ќе завршам со зборовите на апостол Павле во второто послание до Коринтијаните, 5 глава. Нареден пат ќе продолжиме со трет дел од оваа тема, каде што ќе зборуваме за духовното оружје за кое што зборува апостол Павле во посланието до Ефесијаните. Но сега ќе завршиме со текстот од 2 Коринтијаните, како што реков, 5 глава, од 14 до 21 стих. Бидејќи љубовта Христова не гони да го мислиме ова, кога еден умрел за сите, тогаш сите се умрени. Или сите умреле, вели оригиналот. А Христос умре за сите, та живите да живеат не веќе за себе си, туку за оној кој умре за нив и воскресна. Затоа ние од сега никога не познаваме по тело. Иако Христос го познававме по тело, но сега веќе не го познаваме како таков. И така, кој е во Христос, тој е ново создание. Старото помина и ете, се настана ново. А се е од Бога, кој не измири со себе преку Христос и не го даде служењето на тоа измирување. Зашто Бог го измири светот со себе преку Христос, не земајќи ги предвид престапите на луѓето, и го положи во нас словото на измирување. До тука, значи до 19 стих, апостолот зборува за тоа што Бог направил. Бог го измирил целиот свет со себе си, преку Христовата крв. Бог е тој што заради Христовата жртва не ги зема предвид престапите на луѓето. Целата казна за сето тоа ја положил врз Христа, врз својот возлюбен син. И сега, и покрај тоа што тврди дека целиот свет го помирил со себе, во 20 стих истиот апостол вели: па така ние сме Христови пратеници, како Бог да зборува преку вас, ве молиме во името на Христос, помирете се со Бога. Зошто вели помирете се со Бога, кога веќе претходно кажал дека Бог го измери светот со себе, не земајќи ги предвид престапите на луѓето? Затоа што тоа се две различни работи. Бог го откупил целиот свет, Бог го спасил целиот свет,
Бог го измерил целиот свет со Христовата крв. Тоа е универзалното законско оправдание. Но, јас, ти и секој поединечно, треба поединечно да го прифати тоа помирување, да ја прифати таа жртва, да го прифати тоа спасение во својот живот. Светот ќе биде спасен, но дали јас ќе бидам во тој свет? Во спасениот свет. Затоа истиот апостол вели, ве молиме во името на Христос. Внимавајте, апостолот ве моли. Во името на Христос, значи Христос ве моли. Помирете се со кого? Помирете се со Бога. Зашто оној кој не знаеше греф, Бог за нас го направи греф, та преку него ние да станеме праведност Божија. Како ќе станеме праведност Божија? Ако сме помирени со Бога, преку Христовата крв. Нека Господ ни го даде сите нам поединечно ова најголемо и најславно искуство што може да го имаме во овдешниот живот. Нека му е фала и слава вечно. Амин.